Добар, убав, среќен ден, драги мои македонци, каде и да се наоѓате. И преку барата, и тука, Америка, Европа, Австралија, насекаде, затоа што нас не гледате каде и да сте, а тоа нас ни предизвикува големо задоволство и благодарам за сите што ни испраќаат пораки, најчесто и најповеќе од македонците во Чикаго и во Детройт, исто така и од Австралија што ги добиваме пораките, дека не следите, дека сме добар учител за следните генерации македончиња кои што живеат надворот. Јас ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково и веднаш, затоа што сум добар организатор, го ставив месото мелено да ми се испржи, додека се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Значи, денеска одлучив да ви направам празничен ролат со мелено месо. За да го направите овој ролат, и одлична идеја ќе ви биде за новогодишната трпеза, за божикната трпеза, а кога го очекувате семејството, најмилите да ви дојдат на честитање. Значи, го стави веднаш меленото месо да се пропржи на масло. Имаме 500 грама мелено месо со околу 1 децилитар масло. Еве, веќе добро си се пропржува и потоа додаваме 2 страка прас, ситно сечкан, 400 милилитри павлака за готвење, 150 грама растопен пудер, 5 јајца, сол, бибер, буковец и малку мешан сув зеленчук и едно пакување кори. Месото ни е веќе готово, додека јас го правам филот, затоа и сакав однапред да го ставам да се пржи, ќе го ставам празот да омекне. Така, да си омекне празот. Тој ќе пушти сега и вода и ќе се пржи заедно со месото. Сега не го мешам за да не истурам нешто, но по дејство на топлината ќе си пушти вода и ќе си се допржи и месото заедно со празот. Овдека во комплексот Златно буре Кучково ни е прекрасно, драги мои. И во овој дел од годината овде е прекрасно, а не можам да ви опишам како изгледа боботењето на дрвата во каминот. Се украсено новогодишно и ве очекуваат на вашите семени средби, прослави и така натаму, да си дојдете овде да уживате во овој планински амбиент, да уживате во вкусната традиционална кујна. И тука ќе ве пречекаат сите насмеани келнери, персонал, има да уживате заедно со нив. Ајде, сега ова додека се пржи, јас да преминам на работа. Значи, ќе ги скршам 5 јајца. Ова е многу интересен ролат и декоративен е многу. Павлаката ќе ја ставам во јајцата и ќе матам. Но прво малку ќе ги изматам јајцата. Така. Да се разбијат. Со една рака матам, со една мешам. Еве, полека си се топи празот.
Доволно. Ја ставам сега павлаката и растопениот путер. Путерот. Ке ставам сол. Малку биперче тука, но само сол и малку биперче, колку да даде така убав шмек. Сега го матам. Доволно. Ова е сосем доволно. Филот е веќе направен. Сега ќе причекаме малку уште да се допржи празот со месото и тука ќе ги ставам останатите зачини. Ќе ставам и сол тука. Битно е месото да е испржено, празот може само да омекне и ќе се пече после и окей. И треба малку да се излади пред да почнеме со виткање на ролатите. Ќе видите на каков начин. И мислам дека му е доволно. Да. Веќе ќе исклучам. Секако е врела ринглата. Така, ќе ставам тука малку буковец. Ќе ставам малку бибер. Малку мешан сув зеленчук, еден прстов од се. Така. И малку сол. Тука мора да ставиме сол и малку во филот, затоа што немаме сирење ние овдека. За да го осоли. И филот ќе си го поделиме после. На 6 дела. Затоа што ќе треба да направиме 6 ролатчиња. Мислам дека е добро. Ќе го оставиме 10 минути само да залади малку. Да не е вака врело. Одлично. Еве, драги мои, ни се излади сега филот. Корите што се убави, пресни, тазе, за мерак. Ова ќе стои тука. Значи сега одиме последниот редослед. Да си направам место. Земам 3 кори. И само попрскувам со филот. Евака. Не мора да внимавате на секоја кора да има исто количество на фил, затоа што тоа што ќе остане, потоа ќе го додадеме. И пак си навлезе секаде. Така. И третата кора. Сега на третата кора не ставаме фил. Така. Ја зимам едната кора и ја ставам врз последната, врз третата кора. Тука ставам фил. Така. И ќе ставам од меленото месо.
Значи, треба да внимаваме за 6 ролатчиња да имаме месо. Така. И сега ја зимам само едната кора. Само едната. И таа ја виткам. Ја повлекувам малку наваму. Сега зимам уште една кора. Нека се. 2. Така. Ставам исто фил. Пак ставам мевце, значи вака да поделам. Ова ќе биде за 3-те. Така. Око да имам ориентација. Ставам тука на самиот почеток. И правам повторно ролатче од таа една кора. Како и претходното. И еве ги спојувам тука си остануваат. Сега зимам третата кора за третиот ролат. Гледајте сега, овој дел од кората да ги покрие двете кори. Овдека ако си има од претходните 3 кори. И повторно на самиот почеток. Ете така. И сега правам ролатче само од таа една кора. И сега, овој дел што останува, го враќам назад и го ставам ролатчето врз двата ролати. И сега, започнува виткањето. Значи, основата од 3 ролата ги виткам во еден голем ролат. Ете, тоа е тоа. И веднаш го ставам во тепсијата на намастен плех, тоест со хартија. И го ставам ролатот. Ете така. Го одложувам тука настрана и сега постапката ја повторува. А тоа што ќе ми остане, иако ми остане малку филм, иако нема да остане филм, ќе го искористам за нешто друго. Некоја тиква, јаболка и пак ќе се излезе некоја пита. Така. Сега втората кора. Повторно филм. И сега третата кора. Не ставам фил на неа, значи идеме сега со ролатите. Ставам фил.
ставам од зајрето. И виткам. Значи, еден ролат, една кора. Сега преминувам со вториот ролат. Ставам фил. Ќе остане уште малку мевци, уште еден ролат да извадиме. Да, можете и 5 ролати да ставите во едната кора. Мислам во генералната, што е доле како основа. Виткам и ова го враќам вака. Ете така. Ајде ова ќе го направиме може би со 4 или со 5 да видиме колку. Така. Значи тука треба да имаме малку. Ете така. Како велат дека домашниот есап и на пазар есапот не е ист. Еве, ние ќе имаме малку отпојке. И затоа ќе си свиткаме уште 2 ролатчиња. Да. Така. И сега ќе го ставам еве како трет, а тука горе уште 2 ќе завиткам и тама. Едниот ќе биде со 3, едниот со 5. Ете така, сега овој четвртиот ќе го качиме горе. Така. Значи доле 3, а горе 2 ролати. Ето така. Леле, каков ќе биде. Ми се смеат камерманите. Ама јас морам да пробам за да знаеме што ќе јадеме после, затоа што може би треба да се додаде сол. Еве. Самото си се качи горе, ова го преклопувам. Сега ќе ставам и овде малку фил.
може и овде. Ајде така. А потоа ќе ги намачкам двата ролати. Леле. Оф. Ова има да биде мераци. Еве го. Со 5. Значи ова е со 3, ова е со 5. Ми останаа уште 3 корички. Тие ќе ги завиткам само со филот. Само со филот ќе ги завиткам. Ете ние како добиваме веднаш инспирација кога сме во кујната. Ако ти подостане нешто, одма си ја измислуваш рецептата. Еве да не ни останат корите, значи само со ова. И ќе им ставам може малку сусамче, ќе видам. Ова ќе биде супер подлога. За со сиренце. Мераци. Сите кори ќе ги навиткам во едно ролатче. Така. Затоа што филот е многу богат е филот. Многу богат. Прекрасно ќе биде. Ајде, така. И сега ова и таман. Ништо не му ставам. Значи можете и сиренце да му ставите. Јас ништо, затоа што може ќе го комбинираме со свежо сиренце, со урда, со кисело млеко. Ете така. Може и вака малку да го размачкам. Некогаш има повеќе кори, нели? Овие беа баш така многу. Супер, леле, какви ќе бидат само така да ги јадеш. Ќе се топат уста. Може малку буковец. Ете така. Ете така. Драги мои, оди во загреана рерна сето ова на температура од прво 200 па 180 и некаде околу 30 минути ќе биде доволно. Така, ќе оставите малку фил за одозгора да го намачкате, за да свети откако ќе го испечете. Така. Значи, секаде да биде намачкано одозгора. Еве, драги мои, ние сме подготвени за печење на овие ролати. Ке видиме како ќе испаднат, ама знам однапред дека ќе бидат фантазија. Фантазии ќе ги пресечеме и ќе се гледаат како очи внатре. Значи, ова е со 5, ова е со 3, ова е празен. Сите ќе бидат. Останете со вкусот на традицијата, се гледаме за скоро. Леле, не знам од каде да почнам, од кој попрво да пробам. Еве, одиме на празната. Тоа што немавме мевце да го доправиме,
Погледнете како изгледа, како најсовршените круасани француски, погледнете. А како е горе крцкаво, душичка. Ова е на средината со 5 ролати, а другото е со 3. Леле, погледнете како изгледа. Ау! Колку е сочно, богато со фил, што би кажале американците, rich. Значи, а од озгора корите крцкави. Значи, ова е не 10, ова има 20. Еве ви кажам за рецептот, давам 20. Направете го овој ролат, драги мои, и уживајте во неговиот вкус. Уживајте во празничниот вкус. Јас ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Крајот на годината е време за чистење. Пред да ја пречекаме новата. Чистење на куќа, чистење на луѓе од нашиот живот, чистење на лоши мисли и едноставно да оставиме простор за следната, новата година што ќе пристигне во нашиот живот, да влезат квалитетни луѓе, да останат квалитетните и куќата да ни е чиста, мислите да ни се чисти и срцето да ни е чисто. Се гледаме во следната емисија, довидување.